Добар ден, почитувани гледачи. Ова е терминот за редовната емисија Агроисток на Канал Плюс. Веруваме дека со содржините што ги подготвивме ќе го задржиме вашето внимание. Во последно време актуелно станува државното земјоделско земјиште. Се распишуваат огласи за негова распределба, а интересот е голем. Во наредниот прилог ќе стане збор за неколку општини во овој дел на државата. Еден јавен повик и 3 јавни огласи за закуп на земјоделско земјиште во државна собственост се активни во регионот. Во најголем дел земјиштето е во општина Пробиштип. Аплицирањето за јавниот повик е до 21 мај, информираат од подрачната единица на Министерството за земјоделство во Пробиштип. По однос на јавниот повик станува збор за површини над 3 хектари. Потоа е за доставување на понуди за оние кои што веќе имаат подигнато долгогодишен насад на површини поголеми од 3 хектари. До 21 април заинтересираните правни и физички лица може да аплицираат и на јавниот оглас за закуп на државно земјоделско земјиште за површини до 3 хектари, каде во период до 15 години ќе се одгледуваат житни, фуражни и индустријски култури. Активен до 21 мај е и огласот за закуп на земјоделско земјиште во државна собственост за површини над 3 хектари за производство на овие култури во период до 15 години. Најголем интерес во Пробиштип засега има за третиот јавен оглас за закуп на земјоделски површини до 3 хектари за подигање на долгогодишни насади со различни култури. Тоа е за повеќе намени, за подигање на долгогодишен насад, долгогодишен овошен и лозов насад, долгогодишен насад со лешник, маслинарници, земјоделски култури, брзорастички дрва, рибници и слично. Најголем интерес има кај нас по овој јавен оглас, каде што се понудени околу 143 хектари државно земјоделско земјиште и истиот повик ќе трае до 23.4.2016 година. Физичките лица заинтересирани за закуп на државно земјоделско земјиште не мора да се регистрирани земјоделци, треба само да достават потврда дека се впишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства, дека немаат долг по основ на закуп на земјоделско земјиште и дека имаат бизнис план за бараната површина. Во источниот регион земјоделско земјиште во државна собственост е дадено на огласи во Берово 34 хектари, во Виница 21 хектар, исто толку во Делчево и 24 хектари во Кочани. Во тека и јавниот повик за 3 деценијски закуп на земјоделско земјиште за подигање различни култури и земјоделски стопанства во општините Берово, Делчево, Виница, Кочани и Штип. За овие површини ќе има електронско јавно надавање со утврдена почетна цена на сите земјоделски површини. А дека државното земјоделско земјиште оди кај оние кои имаат издржани и квалитетни планови како да го ефектуираат е примерот со Симеон Захариев, земјоделски производител од Виница, кој започна со лозов насад, а од неодамна е корисник на 140 декари државно земјиште на кое ќе одгледува бадеми и вишни. Државното земјоделско земјиште треба да оди во рацете на вистинските земјоделци, луѓе кои го обработуваат чекор по чекор со конкретна стратегија и цел во развојот на одредени ретки култури кои државата ги субвенционира. Меѓу неколкуте земјоделци во Виница кои цели 10 години интензивно вложува во нови насади и е корисник на 140 декари државно земјоделско земјиште е Симеон Захариев, регистриран земјоделец кој започна со лозови насади, а од неодамна одгледува и бадеми и вишни. Имам засадено лози со лозов насад. Имам засадено околу 2,5 хектара. Бадеми 4,2 хектари и вишна околу 2,2 хектари. И има уште празен простор. Инвестициите на Захариев се секојдневни, бидејќи секоја нова култура бара соодветни услови. Од бадемите и вишните профитот допрва го очекува, а од откупните цени на лозјето не може да се пофали, бидејќи во една цела деценија цените не мрдна во нагорна линија. За профитабилност лозето е најстаро, меѓутоа гледајќи знаеме сите цените на производа е многу дискутабилен, нестабилен, нема организиран откуп, не ти гарантира никој, се сме оставили сами на себе. Бадемите ми са млади уште. Оваа година има трот нешто, кој ќе видим, кој ќе биде
Не знаеме што ќе биде профит, колку ќе биде, ќе видиме. Во старт само околу 5000 евра само како насад за работа рака, околу 500 до 1000 евра, тука нега релативно зависи луѓе како што од има окупување околу него. На територијата на општина Виница во моментот под насади со бадеми се околу 9 хектари, а годинава се зголемени и субвенциите за потигнатите насади наместо 28.000 денари по хектар. Одгледувачите ќе земат по 33.000 или 3.300 денари по декар за садена површина. Еве уште една приказна, овој пат за сточарската традиција на семејството Гоцевски од Македонска Каменица. Ние испраќа колегата Благојчо Костадинов. Како што современиот живот е се поблиску околу нас и користењето на технологијата, луѓето масовно се иселуваат од селата и бараат подобра екзистенција во градовите, но има и некои личности кои покрај влијанието на помислата дека во градовите животот е полесен, тие и понатаму одгледуваат добиток. Таква е и приказната на Демјан Гоцевски од Македонска Каменица, кој во атарот на село Цера одгледува расни крави веќе 16 години, наследувајќи ја работата на својот татко. Па од 2000 година почнаваме повише да се занимаваме, имаме понапред, татко ми чуваше. Од 2000 ја почнав намо више да се занимаваме со сточарство и земјоделие. Големи ли се трошоците за да се одгледува еве на кравите кај вас што се? Па има трошоци, има, се сам со работници, со работна рака сам нон-стоп плаќам, немам стални вработени луѓе, али нон-стоп со иначе со како и ние што ви викаме аргати нон-стоп со работна рака и имаме трошоци. Големите, нешто државата што само субвенции што ви дава, други ништо до сега немаме. Помогнато ништо ни у земјоделието, ни у сточарството, комплетно зборувам за комплет Цера и Цера 1, Цера 2. Ништо нема инвестирано у земјоделството и у сточарството. Еве ви моментално колку грла одгледувате? Па моментално имаме 60 и над 60 може да грла, сега почнува од кравите се телат 60 грла. Мислам не са тие комплетно крави, има јуници за подмлак, телиња, све тоа. За да се искористат ресурсите и добивање на поголема заработувачка од овој добиток, Гоцевски апелира за отворање на откупен центар за млеко во близина на Каменица. Не производуваме во тај принцип систем крава теле, телињата се после продаваме, пошто немаме услови за млеко, треба повише работа, нема као прво немаме ни откуп ни млекара за млеко нема и за тоа не произведуваме млеко. Еве овој последното прашање, дали е потребно овде во овој крај да се отвори еден откупен центар за млечните производи и млекото? Па треба да се отвори за млекото, да се отвори тука да има и повише што чуваат стока, може да кажам дека конкретно во Македонска Каменица, село Македонска Каменица, нашето село Цера 1 и Цера 2 највише имат сточарство и крави и овци. Највише што чуваат од сите села комплетно зборам за Македонска Каменица и би требало тука да се отвори некоја млекара да има и нема нешто ни трговија ланска кон овај година, нема потражна никаква ни за јагниња, ни за говеда. Рекате дека аплицирате секоја година за субвенционирање од страна на државата. Има ли олеснување во трошоците со овие средства? Па нешто имам, а тие субвенциите што ги зием, они до сега дават ги субвенциите поднесено секоја година. Ама тие не остануваат ни 30%, додека и сите поклопме трошоци имаме два пати на ветеринарство, за крв, за зимање, за маркици, за пашци. Други работи, комај речи го, не остануваат ни 30% од тие пари што ги дават. Истам треба да има и они комплетно заедно државата, општината, ветеринарство да се договорат, немаме никакви поволности ни од ветеринарството нешто. Нон-стоп се од наша страна се раша. Околу исхраната, како се сногите со купувате храна? Па нешто произведувате органско? Нешто производиме, па комај речи го се органско кај нас горе, нешто производиме, нешто и откупуваме до сега и на план сам да почнеме да производиме и органска храна, тоа на план сам ќе видим. Нешто гледам нема ни работна рака, на никој нема се работа и Еве според вас зошто младите не сакаат да работат во земјоделие, да се занимаваат со земјоделие? Дали е тешка според нив работата или Па она и тешка, она треба да има разбирање, секој работа си има разбирање, не е тоа да е тешка работата, него треба да има и помош малку. Не можете они да почнат да работат од нула да почнат и за тоа не се занимават и они тек ќе увидат да почнат да работат кога ќе почнат да одима пара да продават, тогаш ќе самите ќе сватат дека треба да се работи, а сега како прво
не са почнали и мислат дека тоа тешко, се тоа оно стварно тешко, треба да има помош од државата. Но не би било на одмет доколку има и откуп на другите земјоделски производи, кои меѓу најзастапените во Соковските села е компирот. Не можеме ништо, а ние конкретно кажувам дека немаме освен субвенциите, ништо немаме помош ни у земјоделие, ни тоа. Јаво компирите стојат се нон-стоп што производиме, не само јас, сите компири стојат комплет. Зимаме 110 денара семенска роба кило компир, а сега ништо не го тражат, апсолутно никој не прашува, се комплет стоја компир. Добро, реквате дека сакате и планирате да вработите други луѓе. Дали е тоа возможно во нашата средина да се случи? Па што знам, сега моментално немаме ни доволно инвестиции да вработуваме. Јас сакам вработувам, пример, сега треба плюс осигурање, али нема доволно инвестиции, ја не може да се поклопам као стоката, што купувам храната без помош од државата, ако немаме. Не можеме, као прво немаме ни направено ни до нивите, патишта нема, се треба да биде оспособено за стоката, дека горе лето и тераме у планина на паши и там не може да до нив да спаднем, дека се коливите и се на рака тоа и затоа народ почнаа да се повлачат, откажуваат се и да не чуват. Природните благодети околу Соговието изобилува со богати пазиште, планинска вода, земја полна со минерали. Ги има сите услови за чување на добиток живина и одгледување на сите зеленчуци и овошја кои се погодни за овие климатски услови. Што се нуди на зелените пазари и дали она што го имаме како избор е она вистинското? За ова и други прашања поврзани со градинарските производи, кои во овој период се нудат од секаде, одговор се обидуваме да добиеме во следниот прилог. Сезонскиот зеленчук доминира на зелените пазари во регионот. Топлото време го зголеми родот кој годинава е со висок квалитет, одлични приноси и со ниски цени, на чие формирање најмногу влијае немањето извоз на странските пазари. Оваа година има добар род. Има добар род, ама нема цена. Значи, до време дошо, не знам, важно, нема извоз, нема ништо и многу поевтино и Производителите се загрижени дека ако наскоро не се изврши откуп на родот кој заради високите температури нагло се зголемува, не ќе може да го вратат ниту вложеното во производството. Квалитетот е добар, само многу нагло температурата варира. Топло, ладно. Ако нема извоз, нема откуп, банкнотираме. Проблемот со немањето откуп на големо најмногу го чувствуваат градинарите кои произведуваат само една култура. Затвореноста на рускиот пазар ги погодува и одгледувачите на зелка, за кои исплатлива откупна цена од 15 до 20 денари за килограм, а моментално на големо се откупува за 10 денари и помалку од тоа. Ние сме срумиџане и така, немаме поварувачка. Многу тешко. Нема извоз. Цената е 10 динара моментално. Откупна цена на големо и така многу е тешко. За земјоделецот е погодена година. Најтешката година е моментално. Најмалку погодени со ниските цени на сезонскиот зеленчук се производителите на коренести плодови, чија цена е стабилна, а и побарувачката е голема. Денеска највеќе оде броколата и тиквата. Највеќе денеска. Од новата брокола првпат издева, централната првпат издева, значи броколата и тиквата издеват највеќе денеска. Се трошам главно тоа највеќе. Цената на тиквата 100 денари килото, на броколата 250 денари килото. Производителите сметаат дека овие проблеми ќе се надминат само со откупни центри и со организиран откуп на сезонскиот род. Сметаат дека само така ќе може да се реши сегашната состојба во која трговците заработуваат многу повеќе од производителите на храна. А во следниот прилог ќе слушнеме како може да се реши проблемот со страништата по ожнејувањето на оризот, односно што треба да се направи овие површини да не се палат, а суровината да биде искористена. Оризот е пролетна култура и во моментот е ек на припрема на површините за сеидба на оризот. Бидејќи оризовата култура постојано е во вода и оризовите парцели на некој начин се повеќе време во годината под вода, па и во зимниот период одредени површини, значи со поплавите и со излив на речните корита, значи подолго време се во вода, тие за да се добро припремат, значи потребно е да се сочека и да се оцени, значи кога
е влажноста во почвата добра за да се изврши правилна и добра обработка, односно основноорање, тогаш се влегува во парцелите и се извршува обработката. За да се изврши обработката, најголем проблем кај земјоделците покрај тоа што е влажна почвата, значи кај земјоделците кои се занимаваат со оризопроизводство е и остатоците од жетвата, односно сламата и страништето. Познато им е на земјоделците дека со закон е забрането палење на страниките и на сламата, меѓутоа, иако е забрането палењето на сламата и на страништето, сепак сведоци сме на тоа дека по полето се страништето и сламата пали, иако морам да кажам овде, да споменам дека се гори и се уништува драгоцена органска материја, која повратно, значи ако ја вратиме во почвата, дава добри бенефити, односно ја подобрува структурата и плодноста на почвата. Меѓутоа, не можам да ги на некој начин обвинам земјоделците и за таа работа, бидејќи има тие проблем при обработката на почвата. Страништето им прави проблем и сламата при заорувањето и не можат да извршат основна обработка. За таа работа има решение во современите земји, значи при жетвата има комбањи кои вршат сецкање на сламата, значи имат вградено дополнителна една машина, сецкалица, ја сецкат сламата и ја растурат по самата површина, така таа исецкана, растурена по површината не прави проблем при основната обработка, односно при заорувањето. И кога ќе се заоре органската маса, односно сламата, во конкретниот случај страниката, тогаш се подобрува, значи, страништето, почвата, се подобрува плодноста и така натака. Значи има голем број на предности. Затоа постепено, значи, треба да се воведуват комбањи кои ќе имат своји сецкалици и да ја сецкат сламата, за да може тоа да се изврши практично и подобро. А реков дека и со закон е забрано палење на страништето, бидејќи се нарушува екологијата, тој е еколошки систем, значи негативно влијае врз флората и врз фауната. Во овој момент, значи, земјоделците што треба да направат, значи да започнат со обработката на површината, што подобро припремена површина, тоа значи и подобар принос. Приносот се одредува веќе од почетокот со тргнувањето на првата бразда. Во земјоделието се одредува и на крајот колку ќе има принос самиот земјоделец, па понатака обработките и другите агротехнички мерки, како што е примената на семенскиот материјал, примената на ѓубривата, значи заштитата од плевелите и од болести, евентуално ако се појават, така да комплетно преку цела година, тоа земјоделците добро го знаат, меѓутоа тие не се баш најдобро стоечки со финансии, значи така да некој пат некои агротехнички мерки прескокнуваат, а тоа на крајот се одразува врз самиот принос во оризопроизводството. Кога сме кај приносите, со кои проблеми моментално се соочуваат земјоделците или оризопроизводителите? Па постојано оризопроизводителите, како и другите земјоделци во нашата држава, па и сегде во светот, имат одредени проблеми покрај тоа што има, како што спомнав, значи проблем со влажни почви, тешко се обработуваат почвите. Финансиски земјоделците се доста исцрпени, бидејќи на некој начин цената во овој момент им е прилично ниска на нивните производи, се со редица проблеми се соочуваат со, да речеме, со заштитата. Еден од најголемите проблеми и најгорливите проблеми е заштита од плевели.
кај оризопроизводство. Тука се и финансираат многу големи средства, меѓутоа секој пат бидејќи плевелите стануваат резистентни на хербицидите кои ги постојано употребуваат земјоделците, така да јас им препорачувам да ако да ги менуваат самите хербициди, ако една година употребуваат примерно еве за простото еден хербицид, да речеме Rainbow, веќе следната година или највеќе 2 години ако го употребуваат да ги сменат хербицидите, бидејќи да употребуваат друг хербицид кој е за таа намена, бидејќи самите плевели, тоа е во нивната биологија, тие се борат да обстанат како вид и тие стануваат резистентни на самите хербициди. Значи, ако сакат да имат правилна и успешна заштита, од која зависи на крајот и приносот во оризопроизводството, значи треба добро да се едуцират, значи добро да ги познават хербицидите и исто така да ги применуваат навреме. Најчест пример кај нас од праксата, јас го кажувам, кај нас најголем проблем е што примената на хербицидите се врши или во несоодветно време или во несоодветна доза. Значи, високите дози на одредени хербициди можат да го намалат приносот. Најдобро е да се применуваат хербицидите така како што е пропишано во нивните упатства. Значи, во многу раните фази од развојот на плевелите и на оризовата култура, тогаш ще имат најдобра ефикасност и со најмала доза употребена по единица површина. Со секое закаснување на примената на хербицидите, прво се намалува ефикасноста, второ се зголемува дозата која на некој начин го оптеретува самиот земјоделец финансиски, значи ако треба пропишана доза, тој става дупла, значи дупло ќе плати за тој хербицид. Ефикасноста се намалува и една работа која земјоделците окумерно не можат да видат, да забележат, значи тоа е на крајот после жетвата ќе видат, се намалуват и самите приноси. Значи пропишаните дози секој пат треба да се применуваат, воспротивно може одредени хербициди, иако се селективни, да предизвикат големи штети во самото оризопроизводство и да го компромитират самиот принос. Друга работа на која треба да внимават, значи правилната употреба на минералните ѓубрива. Ние би препорачале што земјоделците не го прават, да речеме поголемите оризопроизводители се задолжени по закон, тие прават педолошки анализи на секои 5 години ми се чини, додека по-ситните земјоделци не прават педолошки анализи. Ја би им советувал, тие сега употребуваат, ние го викаме тоа во агрономијата слепо ѓубрење. Значи не знаат колку има храна во почвата, кои елементи, како се распоредени, колку се достапни за растението. Затоа предходно, барем на 3 до 4 или 5 години, треба да се направат одредени анализи почвени, кои ќе утврдат колку растението може да искористи од почвата, колку има расположиви хранливи материи во самата почва и колку самиот земјоделец и во кое време треба да даде минерално ѓубриво за да добие високи приноси. И на крај исто така што кај нас, да речем, последните години е проблем е семето. Проблеми во целата кај нас држава, во нашата држава на некој начин мора да се прави стратегија на создавање на нови сорти, да се помагат семинарските куќи, дали со програми, бидејќи буквално кажано ние во државата конкретно скоро за сите култури увезуваме семенски материјал. Со новите закони, поранешните закони дозволуваат да се произведува во Македонија семе кое, да речеме, собственост, сортата е собственост на некоја друга држава и се произведуваш семе. Сега собствениците на сортите
ги штитат нивните сорти и тие не даваат дозволи да се произведува од нивните сорти семејски материјали во нашата држава, мора да се набави и да се купи по многу високи цени семејски материјал, кој семејски материјал на крајот го поскапува самото производство. А поскапеното производство и нискиот принос доведува до ослабнување на финансиската моќ на самите земјоделци. €5 милиони преку ИПА за консолидација на земјиштето во државата. Консолидацијата значи подобра и поефикасна обработка на земјиштето, поголем принос и поголема конкурентност. Подобар начин и на подобар начин и поефикасно обработување на земјоделските површини и можност за воспоставување посебни системи за наводнување и одводнување на тоа консолидирано земјиште, вкупно 360 хектари, и сето ова е поддржано од страна на ФАО и за сите идни проекти. Кога ќе се консолидираат одредени земјоделски површини во сите катастарски општини во Република Македонија, добивме поддршка од страна на нашите европски партнери, каде што преку ИПА фондовите и ИПА проектите од 2015 и 2017 година обезбедени се вкупно €5 милиони заради спроведување на ваков вид постапки, со што очекуваме да добиеме што е можно поголеми консолидирани земјоделски површини, со што ќе добиеме поголема можност за на порационален, поефикасен и поедноставен начин да обработуваме земјоделски површини кои што ќе имаат правилна форма и на кои што ќе можат да се воспостават системи за наводнување и одводнување со цел зголемување на приносот, задоволство кај оние кои што се учесници во постапката на консолидација, а и нормално поголема продуктивност при обработувањето на земјоделските површини. Рубрика Агрономот ве советува. Сега е време за третирање на некои видови овошки против разни заболувања. Но стручните лица препорачуваат да се внимава при изборот на инсектицидите за да не настрадаат пчелите. Конкретно би сакал да кажам да зборуваме за заштита кај вишите и кај црешта, бидејќи црешата и вишата се мислам од овие овошки порано цветаат и се поактуелни во овој период. За заштита може прво да се каже е во фаза на цветење, значи црешта и вишта во цветење зависи од предол каде на малку можеби на повисоките места некаде се во фаза на бели балони, додека другите се во полн цвет. Затоа се користи инсектициди. Од инсектициди може да користиме значи повеќе врсти зависно во кој го има во земјоделските аптеки, но за заштита може да се највише за сузбивање ќе бидат значи на свиткувачите, црешевата мува и листите минери кои се јавуваат во овој период. Потоа имаме значи листни вошки и осички, значи кои се исто така актуелни во период и може да направат поголема штета од сега па дури до појавата на самите плодови. Од болестите во овој период кои се појавуваат тоа се шуприкавост, значи и замковост на листот, значи исто така карактеристична и една од најкарактеристичните и најпроблематична болест тоа е молилија кај конскистото воше. Кај конскистото воше, но посебно кај вишата и кај црешта кои прави големи штети, посебно коваштарите треба да се внимаваат значи за избор за препаратите, посебно за инсектицидите, бидејќи во фаза на цветење знаеме дека пчелите се активни при собирање на поленот, па затоа треба се користат инсектициди кои не шкодат на пчелите, туку и пчелите не може да шкодат, тука може да поволно да влијаат за сузбивање на крлежот кој го има пчелите. Книги за селата. Славица Цветкова е една од ретките жени и поранешна новинарка во Фабрички весник, која неуморно копа по минатото на селата. Досега има објавено книги за кочанските села Теранци, Чифлик и Кучичино, но не застанува тука. Да го проследиме разговорот со неа. Госпоѓо Цветкова, да ни кажете што беше она што ве натера да ги истражувате селата, односно руралните средини во оваа општина? Фактот што во општината Чешиново Облешево животот континуирано течел уште од давнешни времиња. Меѓутоа, мал број од настаните се забележани во вакви публикации, беше провокација за мене,
да започнам со истражување и бележење и издавање во посебни монографии за селата од оваа област. Колку села до сега беа предмет на истражување од ваша страна? Од селата во Чешиново, во општината Чешиново Облешево, кои се околу 15, за сега имам обработено само 3. Првата монографија ми беше за селото Теранци, втората за селото Кучичино и сега третата за селото Чифлик. Кои податоци можат читателите да ги сретнат во овие монографии? Од кој аспект ги обработуват? Селата се обидувам да ги представам од сите аспекти. Давам географски, демографски податоци, давам историски податоци, се задржувам на образованието, на здравството, на религијата и на фолклорот. Што заклучивте од ова истражување до сега? Дали нашите села се уште пропаѓаат или пак има шанси некаде да се ревитализираат? Оба се живи села, кои што јас ги обработив. Иако се зафатени со бранот на депопулација, јас сметам дека со мали интервенции во делот на стопанството, овие села имаат перспективи да живеат, да постојат, значи да не исчезнат од географската карта. Што може да се издвои како карактеристика на овие села во Чешиново Облешево, наспроти оние во другите делови на државата? Сигурно имате сознание какви се. Мислам од аспект на архитектура, на збиеност на населбата и така натаму. Па овие села во во општината Чешиново Облешево се села од збиен тип. Имаат класична архитектура, но имаат и модерна архитектура. Значи еден микс од старо и ново. Селата се многу интересни. Во некои од нив се решени сите инфраструктурни проблеми, но некои дури сега се решаваат. Инаку тоа се села во богатото Кочанско поле и претежно Оризот е нивен бренд. Која е крајната поента на издавањето на монографиите? Па сакам да спасам од заборав повеќе обреди, обичаи, еден богат дијалектен лексички фонд кој што ќе остане така запишан како база за идните проучувачи. Ние живееме во едно модерно време кога малку ги подзабораваме старите обичаи, старите зборови и јас сакав да ги забележам, покрај тоа сакав да го забележам и обичниот човек. Затоа ги давам со име и презиме и домаќинствата што живеат на овие простори. Дали е тешко да се истражуваат селските населби? Мислам вака, дали доаѓате полесно до податоци или ви представува тешкотија? Не ми представува тешкотија, затоа што јас и како новинар бев присутна на овој терен. Значи ги познавам луѓето, стекнувам многу пријатели, во принцип сите тие се разговорливи луѓе, гостопримливи, ширум ги отвараат своите порти на домовите. Веднаш штом ќе влезете ве седнуваат крај нивната трпеза, разговараат, нудат информации, нудат фотографии. Не е тешко да се истражува, само треба желба да се има, да се истрае во истражувањето, за да се преточи во книга. И сосема за крај, дали сами го финансирате ова издавањето на монографиите, на книгите или пак имате соодветна помош? Па и може да се рече дека имам соодветна помош. На крајот на секоја книга се забележани и спонзори, меѓутоа поголемиот дел е мој. Самостојно го финансирам. Посакам успех во натамошната работа. Благодарам на разговорот. Благодарам и на вас. Ете, почитувани гледачи, тоа беше се во денешната емисија. Се гледаме повторно за 7 дена. Пријатно и довидување.